Првите луѓе на општините и јавните комунални претпријатија регионалната средба ја проширија и збогатија со теренска настава. На 15 на километри од хрватската метропола во општина Велика Горица траат подготовките за практична реализација на проект финансиран од средства на Европската унија, меѓутоа со 32% кофинансирање од национални пари. Се работи за изградба на канализационен систем за прочистување на отпадните води, чија проектирана вредност изнесува над 50 милиони евра. Значи Европската унија финансира само дел од проектите. Тоа е во главно повеќе од 50% што го финансира Унијата, а остатокот го финансираат комуналните претпријатија, локалната самоуправа и државата. Зависно од висината на учеството, кое во конкретниот случај би го чинило јавното комунално претпријатие околу 5 милиони евра, самата подготовка на проектот опфаќа неколку фази: дефинирање на комплетната агломерација, изработка на студија за изведливост и крос-бенефит анализа за да се види кои ставки ги покриваат ЕУ фондовите, а за кои средства треба самите да обезбедат. Кога сме тоа се дефинирали дале. Кога сето тоа го дефиниравме, понатаму ни остана само да ги испочитуваме процедурите на Европската унија, директивите, заштита на околината, обезбедување на сите градежни дозволи и решавање на имотно-правните односи. Студијата за самоодржливост ги содржи информациите како проектот откако ќе биде имплементиран, односно инфраструктурниот зафат завршен, ќе може да обезбеди средства за менаџирање со системот, а при тоа цената на услугите да биде минимално покачена. Тие мора да работат, покачувањето да биде во согласност со примањата на жителите. Прифатливоста е во рамки на задоволителните граници и тоа ќе биде покачување во многу мал процент. За да се одговори на предизвикот на вака големиот инвестициски циклус, мора да постои интерактивна соработка помеѓу цел сет институции од централната и локалната власт и приватниот сектор. Овде не се работи за добра волја, туку едноставно тоа го налага Европската директива, чија имплементација е условена со точно прецизирани рокови. Се работи за огромни средства кои треба правилно да бидат искористени, во спротивно следуваат пенали. На располагање ни се значително поголеми финансиски средства. 1 милиарда и 49 милиони евра се наменети само за водоводно-комуналниот сектор, значи за водоснабдување и прочистување на отпадните води. Овие и уште многу други информации и специфични знаења им беа пренесени на партиципентите кои добија јасна слика што ги очекува во иднина, кога и земјите од регионот ќе започне со подготовка на големи инфраструктурни проекти, а при тоа да не се направат некои почетнички грешки. Самиот начин на проектирање и решавање на проблемите едноставно на сите нас во иднина може да ни биде од корист. Да ги споредиме нивните принципи на работа, да ги споредиме законските можности, капацитетите што ги имаат државите од овој регион. Во текот на утрешниот ден, раководните лица од проектот локални лидери во Југоисточна Европа ќе одржат финална конференција на која ќе бидат разгледани придобивките од реализацијата на проектот и ќе се донесат соодветни заклучоци и насоки за идни активности. Од Велика Горица, Хрватска, за Ирис телевизија, Трајан Ристовски.